Драги мои шкорпи, добре дојдовте на мојата страница. За вас, драги мои шкорпи, ова ќе биде едно исчитување на љубовна енергија и љубов достапна за месец октомври во секој ваш љубовен сегментен дел или пак еден нормален сегментен прашинкаст енергетски дел за вас во месец октомври. Ајде да видиме каква енергија ве очекува љубовна за месец октомври. Драги мои шкорпи, со знак и подзнак за вас. Фаја или пак оган или пак ватра, енергија која што вели дека треба нешто да отпуштите, драги мои шкорпи, во вашиот сегментен љубовен живот. Нешто треба да отпуштите и да научите, затоа што треба да се пригрлите себе си за донесување на некоја битна и важна одлука по повод на вашиот љубовен дел. Енергија каде што ќе вели вашиот ватрен дел ќе биде реобновен со момент на издигнување и на можност за репрезентација, значи репрезентна можност, енергија каде што кога ќе се запали ова страст, таа гори се додека не изгори, но за вас вие треба да го оставите некој дел од вашиот љубовен сегмент, емоционален сегмент пред се, да го заборавите и да направите една реобнова на вашите емоции. Затоа што наредната карта ви вели треба да се ослободите себе си, да не бидете во енергија на прикоченост и на енергија која што превзема многу размислување, многу неемотивност и да бидете во енергија на издигнување и ослободување од самиот, дали е можно стрес, а можно и да е некоја неуспешна љубовна енергија за вас, енергија каде што треба да исцелите. И вели, ова енергија на исцелување, вели, време е да се вратите назад во своја контрола и во вашиот сегментен љубовен живот. Ајде да видиме тарот картите што ви порачуваат за вас, драги мои шкорпи, да видиме што ќе биде во месец октомври. Вие сте во енергија на исцелување, на некоја огромна страст која што можеби и ве повредила, но ќе треба да отпуштите, да превземете сами со себе енергија, затоа што понекогаш љубовта е слепа. Ајде да видиме. Токму така. Енергија која што вели паш на штаповите, кралица на пентаклите, витезот на мачевите, 6 пентакли и енергија 5 мача.
енергија која што представува дека во претходниот период со оваа персона сте биле во енергија на изобилство, на емотивност, на носење радост и среќа, на добивање повеќе можности, повеќе можности за комуникација, енергија која што и требала да се трансформира во сегмент додека сте носеле одлуки за оваа земјена кралица, која што е во, таа е последна кралица во Тарот декот и е во енергија на изобилство. Таа носи огромни енергии, можности на стабилност и енергија за стабилна материјална можност. Значи, оваа персона со која што сте биле во љубовен однос не градела сензуалност, не градела она што вие сте посакувале, туку барала само материјална добит, енергија каде што и побарала од вас да биде реципроцитет, но не сте успеале. Драги мои шкорпи, вие сте во енергија на болка, тага, анксиозност, енергија на исцелување од оваа љубовна енергија. За вас, драги мои шкорпи, јас ќе отворам уште 2 карти да видиме што ве очекува во наредниот период, во месец октомври, да видиме каква друга енергија ќе биде достапна за вас. Кралица на штаповите, токму она што сте и посакувале да биде. И уште една кралица на мачевите. Значи, вие ќе бидете во енергија да донесувате битни и важни одлуки помеѓу 2 персони кои што се од различна енергија, а таа е, едната е ледена кралица, јас ја викам кучкаста кралица, но е многу енергична и дава, носи добри одлуки во својот сегментен сектор, сегментен живот, љубовен живот, каде што оваа кралица не дава премногу емоции, но се базира повеќе на рационално носење на одлуки, додека кралицата на штаповите е комплетно ватрена и сексуална енергија. Таа е она што го посакува, го добива. Енергија на огромен манифестатор, уметнички настроена персона која што дава огромна вредност во незиниот сегментен живот, како и на работен, како и на материјален, така и на љубовен дел. Вие ќе бидете комплетно по ова исцелување од старата врска, старата емотивна врска, која што се затвара во овој дел, ќе бидете во донесување на одлука со која персона ќе сакате да основате една добра и возбудлива енергија, а тоа ќе биде љубовен однос или пак љубовна врска, која што ќе гради и ќе биде во градиво, ќе се искачи на поголема лествица во вашиот сегментен живот. Љубов, каде што и ќе ви пружи љубов, ќе ви пружи емоции, но и огромни страсти, огромна сексуална енергија се гледа, се означува преку тарот картите во оваа кралица на штаповите, но и во кралицата на мачевите. Една воздушна енергија и една ватрена енергија, која што досад и двете реципроцитетни одлуки, добри одлуки, но се комплетно различни. Едната е воздух, а другата е ватра, која што за вас ви треба ватра да го разбуди сетилото за љубов и енергија, за да се ве ослободи едноставно од вашето
прибежиште и од вашата повреда која што сте имале во претходниот период, а тоа е од кралицата на пентаклите. Ајде да видиме и совет за вас, драги мои шкорпии. Звезден куп, звездена чаша, енергија која што има емотивност во оваа чаша. Овдека се сите ваши енергии кои што сте ги превземале во вашиот љубовен, работен и животен сегментен дел. Енергија која што сте ја манифестирале, енергија која што сега треба да прелие ова чаша за да се спушти во реалност за вас. Енергија вика, твојот куп е твое цвеќе. Твое цвеќе кое што ќе блесне и е твој благослов. Енергија која што ќе ти подари, ќе ти возврати една божествена енергија која што ќе биде и во комплетност за вас. Енергија која што ќе биде буквално во комплетност, а тоа ќе биде ваша емотивно враќање во својот љубовен сектор или пак љубовен сквер, каде што и ќе примите и ватреност, и ќе носите битни и важни одлуки во вашиот љубовен живот, а пред се ќе биде и енергија која што ќе доведе до ваше емотивно будење или пак враќање назад во емотивност. Една љубовна романса која што ви следи и која што е пред вас во месец октомври. Драги мои шкорпии, исцелете, зацелете го делот кој што е повреден во вас и продолжете понатаму. Ослободите се од тегите од оваа персона и влезете во една емотивна енергија која што е во изобилство и лежи во оваа волшебна, магична, божествена чаша. А јас ви посакувам многу среќа и многу љубов, драги мои шкорпии. Се гледаме во наредно видео. Поздрав!